Почитувам пратеник Иванчев, благодарам на прашањето. Прво, откупот на грозјето оваа година беше пример како граѓаните имаат своја влада подготвена да помогне секогаш кога на нив им е тоа потребно. 45% во цената или вкупната сума на пари кои што ја добија лозарите беше од откупувачите 55% од својата земја. И тоа никој пат не било така. Причините се нормално, последиците од ковид, кои што ги намали пласманите на винското грозје, односно виното, останати количини на залихи и неопходност од интервенција на државата. Државата не се мислеше кога требаше да им се помогне на лозарите. И тоа го направи. Покрај стандардните субвенции по хектар кои што се дадат, кои што се дополнително зголемени во последните години, даде дополнително 2 денари, уште плюс 2 денари, па уште 4 денари, па плюс мерката за извоз да стимулира, се со конечна цел да се откупи и последното зрно грозје. И тоа го направив. Кога се јавија потребите за дестилирање, а дестилати има и во Тиквеш, и во Павардарија, и во Маркудов, и на многу други вински визби, и дестилацијата се прави низ годините и ќе ја прават низ годините, тоа беше дополнителна можност како алатка да им помогнеме на лозаропроизводителите, односно производителите на винско грозје, да дојдат до екстра 4 денари. Парите се сите кај производителите, не се кај откупувачите. Доаѓаат сите. Денеска, кога зборуваме, е исплатено се. Се, дополнително, со репрограм се најдоа пари и тие дополнителните средства да можат да бидат исплатени. Не е воопшто точно дека е измама или игра да го откупите целото грозје, решени бевме, ако треба и да се фрли, но се откупи, се плати. Затоа што граѓаните живеат од тоа. Фала Богу, можеше дел да се употреби за дестилирање и низ годините тој дестилат ќе се преработува, ќе се користи, ќе се продава и така натаму и така натаму. Дека мерката за извозот дала резултат. Ова година ние со најголем извоз на винско грозје, посебно наливното, на винско грозје, односно посебно наливното вино, токму заради стимулацијата која што ја дадовме за повеќе да се извезува. И досегашните податоци, кои што се прерани, затоа што се прават пресек на пола година, тоест на крајот на јуни, покажуваат дека дале резултат да празнат визбите, затоа што тоа е основата која што треба да ја постигнеме и за следната година. И работиме на максимум подршка на се што е поврзано со извозот, за да постигнат нашите трговци, откупувачи, поголема компетативност с меѓународните пазари и поголем дел од македонското грозје да се пласира колку што може повеќе надвор. Во вакви услови на отежната продажба на виното. Затоа што ресторантите, кафетериите и слично, во најголем број од земјите, наши традиционални купувачи беа затворени со локдаун мерките. Сите субвенции кои што се исплатени досега го дадоа својот резултат. Јас знам дека некаде имаше подценети цени од страна на откупувачите пред лозарите. Но тука беше државата да ја покрие разликата. Откупувачите велат или таа цена или затварам визбата и не откупувам, нито откупниот пункт. Целта беше на дневна основа менеджмент со сите да ја постигнеме главниот таргет, конечната цел, да се откупи винското грозје до крај. И тоа го постигнав. Имаше интервенција и на приватни фирми кои што работат за државата со замолница да платат тоа што се истори во депониите. Имаше еден период од Неготино, некои 300 тони, кои што не можеа никој да ги собере, затоа што чекаа неколку дена и немаше кој да ги прибере, да ги откупи. Поради општествена одговорност, компании платија. Конкретна беше Анска река Валандово. Го плати на лозарите, а не го употреби ништо, не беше употребливо ниту за дестилат. Дури и тие количини беа платени. Затоа и оваа година нормално дека ќе дочекаме спремни на нозе и ќе направиме се што треба да направиме. 1,3 милиони евра се пуштени по граѓаните, посебно према лозаропроизводителите, производителите на тутун. Тоа се илјадници, десетици илјадници наши семејства, кои што најголем број од нив живеат само од тоа.
Еден дел им е како дополнителна дејност. И нормално дека државата постои заради граѓаните. И сме подготвени, ќе видите во новите ребаланси на буџетот, повторно имаме проекции за помагање. Ковид кризата е секојдневие, дај Боже пандемијата да биде вака со опаднати бројки, да може да има рефлексија тоа кон економијата, да се отварат се повеќе потрошувачките капацитети за сите производи, па и за македонските земјоделски производи, вклучително и овие две значајни гранки, конкретно лозарството за кое што зборувавте, но и пред еден месец и за тутунот. Овде доста се зборуваше. Сакам да знаете дека и парламентот, но пред се владата е подготвена за секогаш реалоцирање на соодветни буџетски средства кога се работи за помагање на граѓаните од екзистенционална природа. И ќе бидеме тука и во периодот кој што предстои. Граѓаните на крајот на денот овие пари ги трошат, ги плаќаат своите сметки, своите даноци према државата, ги образуваат своите деца, ги подмируваат секојдневните долгови, голем дел од тоа се враќа во буџетот, сите сме свесни. Веруваме во вакви интервенционистички политики, посебно дури и многу земји кои што се многу поразвиени демократии, каде што секако пазарните механизми се уште усовршени за време на пандемијата, направија вакви сериозни интервенционизми, така да и ние тоа што го направивме даде резултат и секако ќе продолжиме и понатаму. Дај Боже да има потреба помалку заради опаѓањето на бројката на заразени и вакцинацијата, резултатите кои што треба да ги даде, но дефинитивно прв пат има граѓаните своја влада, која што ја избрале, им е тука да им се најде, без разлика колку тоа чини и колку е потребно да се реалоцират и најдат средства од буџетот. Знаете дека пред пандемијата дадовме екстра 2 денари, заради тоа што имаше дисторзии на пазарот. Овде дополнително дадовме плюс 2 денари. Кога видовме дека не е доволно, треба повеќе, ја развивме методата за дестилатите, 4 денари, плюс субвенциите за наливно вино, плюс субвенциите за флаширано вино, се со конечна цел, сите овие пари кои што ги даваме да завршат кај производителите на винското грозје. Јас верувам дека оваа година ќе ја дочекаме прво со значително поиспразнети визби од претходната година. Тоа однапред ќе значи поголема конзумација, односно поголем прилив на откуп во откупните пунктови во визбите, но секако, како и да пазарот ги постави работите, веќе крајот на август, ќе ги знаеме сите детали, државата ќе биде подготвена и овој пат да им се најде на граѓаните, затоа што и заради нив постоиме. Благодарам.